Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Денешна тема – неплодност и инвитро фертилизација. Светската статистика вели дека околу 15% од сите парови во светот имаат проблем со неплодност. 40% од неа отпаѓа на така наречената машка неплодност, а 40% на женска. Останатата е така наречена необјаснива неплодност или некомпатибилност. Утрово за инвитро фертилизацијата, меѓутоа и за методите, за начинот на лекување, за тестовите кои што се прават за да се добие дете, зборуваме со Даниела Христов, ембриолог од приватната болница Аџибадем Систина. Добар ден. Добар ден. Најавив за она за што ќе зборуваме денес. Ајде најпрво за инвитро фертилизацијата. Постојат ли чуда во буквална смисла на зборот кога најмалку се очекува дете и колку е битна тука возраста на самата пациентка? Така, значи, асистираната репродукција или инвитро фертилизацијата всушност представува биомедицинско потпомогнато оплодување во случај кога пациентите се соочуваат со дијагнозата на инфертилитет. Инфертилитетот по дефиниција представува една година неуспешност на парот да оствари здрава бременост при контролирано овулација и незаштитен однос. Инвитро фертилизацијата им помага на овие парови да се остварат за бременост и за успешна бременост и всушност секој чекор во самата дијагноза представува дијагностицирање кон самата цел. Чудо, како што го кажавте, чудо во секој пар после една година неуспешност, всушност секој успешно инвитро означува чудо за самиот пар индивидуално, заради тоа што тие пациенти природно пробувале и поминале низ тешки маки за да остварат таа цел. Така да кога ќе го разгледуваме чудо, мислам дека секој едно позитивен тест и родено бебенце е чудо на инвитрото. Кога сме кај возраста на пациентите, има ли некоја објективна возраст кога жената и мажот треба да направат вакво вештачко потпомогнато практично оплодување и која ви е највозрастната, а која е најмладата пациентка во вашата болница? Кога не сте очекувале, бидејќи обично потпомогнатото оплодување се врзува со возраста на пациентката и се правеше барем порано над 40-та година, 35-6-та. Каква е во моментов состојбата? Да, значи, ако порано се сметаше дека инфертилитетот е главно врзано со возраста на пациентката, бидејќи жената се раѓа со точно определен број на јајцеклетки, кои што со возраста на пациентката стареат јајцеклетките и всушност имаат можност за генетска нестабилност, грешки во самата генетика јајцеклетката и токму тоа е најголемата причина за неуспешни со подоцнежната возраст на неуспешни бременности. И ако порано се сметаше дека возраста на пациентката, колку е повозрастна пациентката, толку е помала шансата за успех, сега таа возрастна граница е многу намалена. Се разбира со новото темпо на живот, стрес, исхрана на пациентите, возрастната граница на пациентите кои што доаѓаат за инфертилитет е многу намалена. Кога зборуваме за највозрастната пациентка, мора да напоменеме дека највозрастната пациентка всушност е пациентка која што е со донирани јајцеклетки, бидејќи целта нели стартно е да се исклучат тие јајцеклетки кои што може да имаат генетски нестабилности. Така да околу 63-4 години е пациентката која што е родена со највозрастната пациентка која износила здрава права бременост до постигнување на детенце. Најмладата пациентка, во зависност од дијагнозата, треба да биде над 18 години. Така.
Имало ли момент кога имал и ајде најпрво за бројот на инвитро фертилизација, колку максимум може да се прават во текот на животот на една жена и колкава е разликата од една до друга постапка, временска зборува? Значи, во однос на максималниот број за инвитро постапки нема, заради тоа што инвитро постапката како постапка е некоја природна хормонска стимулација за пациентите, само што во малце поголема доза. Значи, нема некоја ограничување во однос на бројот. Единствено се прави таа пауза помеѓу едно и друго инвитро со цел да може пациентката психолошки да се одмори од претходната постапка. Меѓутоа, ограничување во однос на бројот е крајниот резултат. Така да има пациенти кои што со години се борат за тоа, за постигнување на тие резултати, на крај секако си успеваат. Вие сте ембриолог. Која е вашата улога во цела постапка, бидејќи обично со гинекологот почнува нели решавањето да се оди кон биолошко потпомогнато оплодување? Која е вашата функција и дали имате директен контакт со самите пациентки, како ги подготвувате? Така, значи, ембриолозите се скриени во целиот овој процес, бидејќи ние сме всушност клучните во процесот, бидејќи ги правиме бебињата, ги култивираме, ги гледаме, ги оценуваме, ги враќаме назад во матката. Меѓутоа, нашиот контакт со пациентката е всушност консултациите предходно за предходни обиди и консултациите за време на самата постапка, односно информација за како се развиваат ембрионите, колку број на јајцеклетки се добиени, колку број на јајцеклетки се оплодени, телефонски и на самиот момент на трансферот. Значи, ние сме индиректно вклучени во целиот процес како битна алка, меѓутоа не толку директно со пациентите како што се докторите и сестрите кои што ги водат директно пациентите низ процесот. Има ли некаква статистика за успешност на бременности, зборувам од донирани јајцеклетки, каква е состојбата во Македонија? Дали се почесто мајките, односно родителите, се решаваат на овој чекор или одат со инвитро со нивни јајцеклетки, односно со нивен биолошки материјал? Така, значи, донорскиот програм станува се повеќе не табу тема во Македонија. Тоа е многу добро, заради тоа што за многу пациенти, за многу парови е за жал единствен начин за остварување на здрава бременост. Статистички донорскиот програм има поголема успешност во однос на глобално гледано на самото инвитро, само заради тоа што јајцеклетките доаѓаат од млади пациентки кои што веќе се остварени како мајки и од таа страна дава некаква гаранција на пациентката која што ќе оди со донорски програм за успех. Така да, статистички гледано, ако генерално гледано е околу 30%, бидејќи не е само јајцеклетката, него самата пациентка и други фактори кои што влијаат, ако 30% е глобално гледано успешноста на инвитрото, без разлика на возраста на пациентката и другите фактори, ова би било околу 40% успешност. Така. Околу смрзнувањето на јајцеклетки, колку е ова табу тема за македонските жени, бидејќи факт е дека се подоцна се стапува во брак, стареат практично јајцеклетките, тука има промени и кај жената, меѓутоа и кај мажот. Дали се почесто доаѓаат кај вас млади жени за смрзнување на нивни јајцеклетки, зборувам, па подоцна кога ќе најдат партнер, нели да може да се искористат за инвитро или за инсеминација во крајен случај? Да, значи и за тоа сум многу среќна дека таквиот начин на криопрезервација, социјална криопрезервација на јајцеклетки е се почесто, значи пациентките стануваат се повеќе едуцирани во однос на биолошкиот часовник на репродуктивните органи и заради тоа доаѓаат се почесто за замрзнување.
За жал не е толку често колку што се очекува, заради тоа што се уште има пациентки кои што решаваат професионално да се изреализираат, да го најдат вистинскиот партнер, па потоа да се остваруваат и го поминуваат со многу послаби оверијални резерви, со многу послаби квалитет на јајцеклетки во подоцнежни години, меѓутоа почнува да станува тема која што пациентките ги размислуваат за остварување на бременност во подоцнежни години. Околу самиот процес на инвитро, можеме ли во кратки црти да го објасниме и да им кажеме на гледачките колку е безбеден самиот процес, бидејќи вашата болница нуди многу тестирања? Еден од нив е и оној во текот на бременоста, меѓутоа ајде со ред да почнеме за самиот процес и за се она што се нуди и за самата пациентка, меѓутоа подосна и за плодот. Значи, кога разгледуваме еден инвитро процес, треба да го поделиме на 3 фази. Првата фаза е пред инвитро, односно диагностика, втората фаза е самиот процес на инвитро и третата фаза е после инвитро или бременност. Во пред инвитро фазата, односно диагностичката фаза, најважна е диагнозата на причинителите за инфертилитет. Во клиничката болница Џибадем Систина, освен основните тестови за микробиолошки анализи, хормонски статус на пациентите, се овозможува и оперативен пристап на решавање на проблемот кога некоја пациентка има некаква потреба од операција која што предизвикува инфертилитет или пациентот да има проблем со семином или потреба од тестикуларна биопсија. Значи, дополнителни анализи кои што се прават се, разбира се, генетските анализи на парот, кои што возможуваат првен рана диагноза на инфертилитетот и понатаму индивидуален пристап и насочување на парот за на каков начин да се одвива инвитрото. Во генетските анализи пред инвитрото ќе ги вклучиме значи тестирањето за преку 600 гени кои што се поврзани со инфертилитет и кариотипот кој што е, како да речеме, како крвна слика на генетскиот материјал кој што го носат пациентите. Во самиот процес на инвитрото, освен значи Центарот за асистирана репродукција при клиничката болница Џибадем Систина е првично пионер во воведување на овие репродуктивни програми во Македонија, еден од најголемите центри во Македонија и на Балканот, што значи дека ја овозможува најдобрите услови во лабораторија за пациентите, без разлика дали се стерилност или медиуми, апаратура, персонал. Што значи дека треба да се отиде на некој повисок левел во однос на дополнителни анализи кои што се нудат на пациентите. Тоа е всушност во андрологија обработката со зимот метода, тоа е метод кој што не користи центрифугирање дополнително, кој што го штетува семениот материјал, генерира оксидативен стрес и ги уништува ДНК, прави ДНК фрагментација на сперматозидите, него посебен чип кој што дозволува сперматозидите да се селектираат сами, кои што се најквалитетни, најбрзи, имаат најнизок процент на ДНК фрагментација. Со овој тест, со овој метод се возможува ембриологот да биде сигурен дека морфолошката анализа на изгледот на сперматозидите при процесот на intracytoplasmatic sperm injection е всушност од најдобрите сперматозиди кои што ги нуди ејакулатот. Друга анализа која што е вклучена за подобрување на успехот на инвитро е ембриоглу медиумот, кој што се нарекува и лепак за ембриони. Значи, тоа е медиум кој што има зголемена концентрација на хиалуронон. Тоа е компонента која што е силно застапена во матката и всушност го подготвува ембрионот, како го лепи ембрионот, го подготвува за имплантацијата. PGD, предимплантационо генетско тестирање на ембрионите исто така се прави во Центарот за асистирана репродукција. Тоа е тестирање на ембрионот пред да се врати во матката за неговата генетика. На таков начин, бидејќи ние
под микроскоп оценуваме само морфологијата на изгледот на ембрионот, а не внатре генетиката. На ваков начин се возможува на пациентите да се врати генетски стабилен ембрион, кој што дополнително ја зголемува шансата за успех. Кога ќе бидеме сигурни дека сме го дале максимално од лабораторија се за да постигнеме успешна бременост, веќе после позитивен тест не завршува, значи грижата за ембрионот практично, за идното бебе. Не завршува грижата, тука се вклучуваат и дополнителните генетски тестови кои што се работат уште во многу рана бременост од 10-та недела. Затоа и клиничката болница Аџибадем Систина од денес со секој приватно инвитро ќе го вклучи нифти тестот како бесплатна анализа, бидејќи е многу битно самите пациенти да имаат уште од старт сигурноста за здрава бременост. Нифти тестот представува генетска анализа на таа cell-free DNA или фетална DNA која циркулира во крвотокот на мајката во многу ниска концентрација, меѓутоа благодарение на напредокот на технологијата и соработката со биотек лабораторијата може да се направи тестирање за дали плодот е во ред. На таков начин и со такви резултати, значи кога на пациентите им се нуди не само основните анализи кои што треба да се направат и основниот пристап на една инвитро лабораторија, една болница, не само основниот пристап, него и дополнителни анализи кои што ќе му осигурат здрава бременост, се возможуваат пред се пациентите да се осеќаат сигурно кога ќе почнат и кога ќе дојдат во таа постапка во нашата болница, бидејќи стресот и психолошкиот фактор е основниот проблем во тој идиопатски инфертилитет кој што го спомнавте на почетокот, необјаснив инфертилитет, особено кај оние кои што е многу пати докажано, особено кај оние пациенти кои што претходно се мачеле со неуспешни убеди инвитро, а потоа си останале природно трудни кога веќе се оствариле еднаш како родители. Имате искуство во областа, еве за крај на интервјуто, темата е многу голема, имаме за зборување сигурно уште со часови, меѓутоа ова е она што можеме да го сублимираме. Една препорака до сите пациентки кои што се борат со стерилитет. Што им нуди вашата болница, еве психолошки, да ги релаксираме на некој начин, дека може да се остварат како мајки со помош на инвитро фертилизација, што да им препорачаме? Така, значи секој пар кој што поминува низ процесот на инфертилитет, најважно е да признае дека ја има тој проблем, да не се осеќаат сами или изолирани, да се свесни дека ова е проблем на денешницата, се повеќе и повеќе млади парови доаѓаат и се соочуваат со овој проблем. Значи најпрво да го признаат дека имаат проблем, да побараат помош. Во нашата болница може да бидат сигурни дека диагностиката ќе биде детална пред инвитрото, детална, анализирана сеопфатно со сите центри, дали урологија, гинекологија, оперативно, микробиологија, генетски анализи. Самата постапка инвитро, мислам, нема потреба за фалење на лабораторијата, заради тоа што сме дефинитивно најдобри. Се обезбедуваат најдобрите услови, во тек сме со светските трендови за инфертилитет и за лабораториски анализи и услови во лабораторијата, а за понатаму за сигурна бременост исто така да не се секира дека имаме веќе докажани успеси и можност за сите од позитивен тест, значи од биохемиска анализа за позитивен тест за бременост до првата анализа за нифти уште во раната 10-та недела од бременоста, понатаму сите потребни скрининзи се кај реномирани доктори, се разбира пораѓајот е круната на целото инвитро. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме некакви информации кои што ќе бидат во полза на идните родители.
Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.